СДС и покрај тоа што е на пат на пасокизација и да ја доживеат судбината на левата грчка партија која се распадна, продолжуваат со истите глупости и измислици. Малце неписмена реченица, ама тоа е. СДС не престанува со лаги. Лага и на денешната пресконференција. И после едва и 120.000 гласови добиени додека се на пат на пасокизација, запирка има тука, ова е напредок, да ја доживеат судбината на левата грчка партија која се распадна, запирка, така е, запирка треба, сега само продолжува со истите глупости и измислици. Граѓаните ви кажаа што мислат за ваквите ваши глупости. Трет пат мислам дека е глупост. Со лаги, како оваа, не се добива доверба кај граѓаните. Прочитани, точка. Реформирајте се, запирка, ставете прст на чело, погледнете се во огледало и престанете да правите штета на државата и како опозиција со истите и повторно истите безсмислености. Каде во ова соопштение пишува дека нема да има мигрантски кампови во Македонија? Зашто е толку тешко на било кој од ВМРО, ДПМН или од владата да излезе и каже не, ние ја одбиваме идејата за изградба на мигрантски кампови во Македонија? Зашто е тешко портпаролката на влада Марија да излезе и да каже не планираме да градиме мигрантски кампови во Македонија? Зашто е тешко да пуштите соопштение до сите медиуми да пишете изречно никогаш не би прифатиле изградба на мигрантски кампови во Македонија и да ги решите сите дилеми? Ова соопштение мене не ми решава ни една дилема затоа што 10 пати имате пишано глупости, 3 пати имате пишано измислици и еднаш или два пати безсмислености. Зашто не го демонтирате британски Таймс и кажете лаже Таймс, не прифативме интервју затоа што на кратко им одговоривме дека нема да се градат мигрантски кампови? Мислите дека нафта пиеме? Мене најмногу што ме нервира некој кој ми ја вреги интелигенцијата. Можеш да ме навредиш на лична основа, можеш да кажеш вако си тако. Стварно, ама кога пробуваш глуп да ме правиш, а знам дека не сум, и кога пробуваш глуп да го правиш мојот народ, стварно се вадам од такт.